Турски документи за историјата на Македонија, пописи од 19 век, Скопски санџак, Тетовска каза. Вака е наречена книгата на авторите доктор Музафер Бислими, доктор Аднан Шериф и магистер Ирфет Ибраими, која синоќа беше промовирана во Тетово. Настанот го организираше Фондацијата ЕКАј и Државниот архив на Република Северна Македонија. Во рамки на промоцијата беше отворена изложбата 200.000 југословени иселеници, истражување на новинарот магистер Муртеза Сулооџа. Доцент доктор Аднан Шериф истакна дека најзначајно е тоа што во книгата се објавени податоци од попис на населението во османлиската држава и тој попис бил налик на денешните. Не дека они не извршиле пописи порано, имало и 15-16 век за целото население, меѓутоа од овој период 19 век, односно почетокот на првата четвртина на 19 век спроведува попис на население, модерен попис, и тоа е разликата. Османската држава фактички луѓето не ги разликувала при поедничка припадност или по некоја друга припадност, него ги разликувала само по тој систем наречен миллет систем, каде што ги разликувал луѓето, односно населението по верска припадност, ги ставал само во тој аспект гледано ги разликувал, и така да секогаш се воделе пописите во посебни дефтери. Кога се работело за муслиманско население, ги водел на посебен дефтер, христијанско население на посебен дефтер, еврејско население и ерменско население. Една од тие причини е денеска, например, промоцијата се води за адекватно за книгата која се однесува за муслиманско население, во теке следните месеци, веќе во подготовка и за христијанското население, за да биде комплетно и да се презентира целиот попис од страна на османлиската држава водена за населението. Шериф вели дека се работи за навистина обемен материјал, бидејќи Тетовската каза покривала голем регион се до Гостивар и околината. Во следниот период се очекува и книгата за пописот на христијанското население. Книгата беше промовирана во просторијата на Уметничката галерија во Тетово, а е објавена и на македонски и на албански јазик.